Во периодот од 16 до 18 април во просториите на Институтот за македонска литература се одржа 4-тиот стилистички колоквиум. Главната тема по која се дискутираше беше да се дадат образложенија по кои ќе биде изработен стилистички атлас на словенските литератури. На оваа тема во Македонија наутро зборуваме со професор доктор Славчо Коваловски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ви најдов. Ковиловски. Аз извинувам, Ковиловски, овде Коваловски ми е напишано. Еве на почеток објасните ни пред се значењето на одржувањето на конференцијата на Меѓународниот славистички комитет во Македонија во Институтот за македонска литература. Да, соработката што ја негуваме веќе подолго време со Меѓународниот славистички комитет и со Универзитетот во Грац резултираше најпрво со издавање на една обемна, ќе наречам, монографија за поетиката и стилистиката на јужнословенските земи. Потоа резултираше минатата година и објавивме македонската поетика и стилистики. Нормално со развојот на тие блиски соработки се случи 16 до 18, како што кажавте, месецов, 4-тиот стилистички колоквиум, при што се дискутираше за изработка можностите што ги нуди вештачката интелигенција за изработка на некаков стилистички атлас на словенските или на определена словенска литература. Важно беше да се одржи овдека во Скопје во Македонија овој стилистички колоквиум, 4-ти поред, бидејќи претходно такви колоквиуми се одржаа во Белград, во Бања Лука, во Задар, сега се случува во Македонија. Нашиот напор беше насочен по искуствата што ги добивме во соработката со Меѓународниот стилистички комитет и овдека да ја направиме таа конференција, да наречем, повеќе беше работилница, се разменува искуства, бидејќи првпат се соочуваме со таква можност не само во словенските литератури, туку и воопшто во европските литератури да се размислува за изработка на некаков стилистички атлас. Знаете, во изработката ја вклучивме и вештачката интелигенција. На колоквиумот присуствува не само книжевници, присуствува и јазичари, лингвисти, меѓутоа и за нас што беше голема работа, присуствува и информатичари што работат со кодови. Спојот на литература, јазик, информатика, се надевам дека разрешивме некои од тие прашања што нам ни се чинеа проблематични, за да можеме да го изработиме понатаму, да пристапиме кон изработка на стилистички атласи. Ке се почне најпрво со еден општ експериментален за словенските воопшто литератури, а потоа се надевам дека ќе успееме да составиме еден добар тим кој што ќе се нафати за изработка на македонски стилистички атлас или во најмала мера изработка на стилистички атлас посветен на одредено поетско или прозно творештво на некој од познати македонски автори. Првиот предлог веќе падна, во неврзан разговор веќе во саботата ние се определивме за Блаже Коневски. Да споменеме туку и меѓународната соработка. Каква е таа? Да. Веќе спомнав неколку години соработуваме со Универзитетот во Грац. Јас пред десетина дена веќе бев на Институтот за славистика во Грац. Истражував, собирав материјали, воспоставував контакти. Тоа е само повторно низ од тие соработки што ги имаме на меѓународен план. Претходно минатата година, како што спомнав, ја објавивме македонската поетика и стилистика, која што беше промовирана во сите македонистички и славистички центри на Балканот, меѓутоа и пошироко. Значи, промовиравме во Задар, Бања Лука, Загреб, Љубљана, во Белград, беше промовирана во Грац, беше промовирана во Париз и минатата година имав чест и јас да присуствувам и да бидам промотор на Универзитетот во Мадрид, при што пред околу 100 слависти, научници од разни области имавме можност да ја представиме оваа македонска поетика и стилистика. Прва е во серијата на словенски стилистики и прва национална монографија посветена на стилистиките. Позади
може да се видат до сегашните изданија кои што се објавени во рамките на едицијата и ние со голема чест, со голема возбуда, со големо задоволство ја работевме оваа поетска, да кажеме, поетика и стилистика, со сите недостатоци, со сите позитивни работи, успеавме 9 луѓе ќе работевме од Институтот за македонска литература и од Филолошкиот факултет од овдека Блаже Конески од Скопје. Излезе тоа издание и ние бевме, верувајте, пресрекни што и на ваков начин можевме да ја промовираме македонистиката не само на Балкан, туку и во Европа. Еве, што всушност значи стилистички атлас на словенските литератури? Тоа е многу интересно прашање. Ние се обидовме самите да ги разрешиме сите тие недоумици, бидејќи кога ќе се спомене атлас се мисли најчесто на картографија. Во овој случај во дискусиите ги поставивме нашите граници што можеме да направиме за релативно краток момент, да изнесеме што повеќе идеи и всушност утврдено дека во тој стилистички атлас треба да влезат области кои што можеме ние да ги мапираме, картографираме со различни шеми, со диаграми, со знаци, символи кои што се однесуваат на еден автор, на еден книжен процес, на еден период, на еден книжевен жанр. Значи, постојат повеќе можности. Може да се изработи книжевна мапа, да кажеме, на македонската литература во 19 век. Јас веќе работам на мојата област на истражување македонска книжевност, историја на македонска книжевност во 19 век, така што можам слободно да кажам повеќе за тоа. Постојат можности да се изработи книжевна мапа на врските на македонските просветители со македонските реалисти, со македонските романтичари во тој период. Врските на македонската литература со соседните балкански земји. Значи, постојат повеќе можности кои што со вклучување повторно на вештачка интелигенција во изработка на тие прецизни диаграми и шеми што ги нуди, ние можеме да добиеме многу повидливи резултати и полесно читање на македонската литература, не само јасна за нас овдека, туку и на балканскиот и пошироко европскиот простор, бидејќи ние сме релативно мала книжевна средина. Ние сме релативно мала јазична средина и секоја прилика што ќе ни се укаже, ние треба да ја зграбчиме и да искористиме за промовирање на нашите македонски национални вредности. Ги споменавте и вие дека имаше повеќе учесници од странство, имаше дискусија, на што главно беше ставено акцент? Беше ставено акцент повеќе на можностите кои што ги нудат дигиталните односно платформите со вештачка интелигенција, како DeepSeek, ChatGPT веќе познато, меѓутоа ние книжевниците, јазичарите, што не сме толку длабоко навлезени во таа проблематика, нам ни се чини дека со едно влегување во ChatGPT или DeepSeek или другите платформи, Claude, Perplexity и така натака, сме постигнале голема работа. Меѓутоа, кога седнавме со информатичарите и кога ни кажа, ова вие што го работите, за нас е, да кажеме, како тоа да го објаснам поетски, првиот збор што го изустуваме. Ние веќе сме толку навлезени што веќе кодираме, правиме програми кои што можат да дури да декодираат скриени пораки внатре во самите песни, што книжевникот што ги анализира песните, едноставно или не може да ги открие, или му треба многу подолго време. Со користење на таа вештачка интелигенција, таа многу поедноставно и побрзо ги покажува тие врски кои што постојат меѓу одредени песни или одредени автори. Јас конкретно за време на конференцијата работев на текст и ја работев темата циклусот посветен на крале Марко, циклусот песни од Блаже Конески. Тоа се 5 песни
кои што го пишуваат времето, просторот и внатрешното чувство, прво на авторот, второ на главниот јунак, во овој случај крале Марко. Сега наеднаш добиваме на таква широчина на изворни знаења, да кажеме, при што во една песна стои најниско, символиката е најниска е приземјена, како во Марковиот манастир песната. Песната стерна го представува подземјето, додека песната од земење на силата го представува човечноста на самиот крале Марко, кој што во тој судир со Бога едноставно е осуден на пропаст. И сега замислете сите тие јазични, стилистички, поетски, филозофски нишки, вештачката интелигенција ги изработува за 5-10 дена, нешто што и ги наоѓа тие врски, нешто што човекот би му требале многу подолго време само во исцртување на таа картографија на тие врски. Исто така посветив внимание и на мапирање на топонимијата на поезијата на Блаже Конески, кој што се споменува во тие песни, така што дојде во прв план, дојде самиот град Прилеп, дојде Марковиот манастир овдека во Скопје, дојде манастирот Трескавец, исто така во Прилеп, манастирот Свети Архангел Михаел и други мали локални топоними во околината на Прилеп. Сето тоа спојни во едно, дадо еден, би рекол, сосема солиден преглед на тоа што нудат овие песни, 5 песни од циклусот за крале Марко на Блаже Конески. И сега, која е суштината на еден ваков потват, моделирање на еден стилистички тој цел процес, техники? Целта е да се прикаже почетокот, текот и развојот на една словенска литература. Так. Значи, ние нема да се ограничиме само на Македонија. Се надам дека Меѓународниот стилистички комитет на еден од идните составници и јасно ќе ги определи точните точки на кои што ние ќе треба да се задржиме и ќе се движиме. Стилистичкиот комитет го сочинуваат повеќемина активни научници, истражувачи, кои што се занимаваат со славистичките истражувања. Тоа е од сите словенски земји, меѓутоа и од западноевропските земји. Примерот за тоа е самото наше учество и представување на Универзитетот во Сорбона во Париз или на Универзитетот во Мадрид, каде што треба да им се предочи, сега зборувам за македонската страна, треба да им се предочи дека и во Македонија ние создаваме добра литература, и во Македонија постојат добри автори, и дека таа литература треба да се чита или на оригиналниот мајчин македонски јазик, или да се обидеме таа литература да ја преведеме, за да биде што подостапна и во светски рамки. Сега само сакав да прашам, во целиот тој процес, процентуално, може да ни кажете колку отпаѓа од работата на вештачката интелигенција? Да. Сите овие работи ги дискутиравме и за прв пат ги отвараме и еве ова интересно прашање, колку отпаѓа на зависи од преференциите на секој автор. Так. Зависи од можностите што ги нуди секое дело, секоја песна, секој расказ. Значи, зависи што ние сакаме да работиме. Ако определиме песни да работиме, можеби ќе вклучиме поголем процент на вештачка интелигенција. Ако се определиме за материјали кои што конкретно 19 век кои што ги нема на веб, бидејќи нашата македонска база за жал се уште е релативно мала, скромна во однос на тоа што да кажеме на српската, хрватската, полската, кои што имаат голема база, и нашата следна цел е што повеќе сега да ги полниме базите со македонски автори. Јас знам дека се работи филолошкиот факултет, знам дека и Македонската академија на науките веќе дигитализираат дел од Блаже Конески, се работи на дигитализација, меѓутоа верувам дека тука нема да се запре, бидејќи го имаме и Петре Мандриевски, го имаме Гане Тодоровски, имаме Блаже Ристовски со неговото книжевно историско дело. И ќе повторам, се зависи од
тоа што еден автор истражувач го преферира. И кои се можностите што ќе им понуди едно дело. Тоа значи дека вештачката интелигенција ќе помогне на сите и во светот да разберат малку повеќе за нас тука? Па, доколку правилно се поставиме, ќе ни помогне. Меѓутоа, сега, при истражувањето побарав комуникацијата со една од мрежите, тие платформите, комуницирам на македонски јазик. Од платформата ми враќа простете, јас се уште, вели, не го разбирам македонскиот јазик, меѓутоа, штом ќе се наполнам, ќе добијам информации, штом го научам вашиот јазик, слободно обратете ми се. Сега јас требаше да комуницирам со таа платформа на англиски јазик. Јас едноставно одбив. Таа платформа беше добра за креирање слики, малку се заиграв со креирање на слики на Крале Марко, како би изгледал од песната од Земја на силата, го представи како еден релативно остарен човек, поразен човек, неговиот коњ Шарец седи тука, облечен во партали. Меѓутоа, проблемот е тоа што мала јазична средина сме, ние треба допрва да вложуваме многу во унапредување на јазичните алатки, бидејќи и при самата комуникација со таа вештачка интелигенција, да наречеме, се случува во одговорите, освен на македонски, да ми врати, да ми даде одговор и на некои од блиските балкански соседни словенски земји, кој што јас морам да коригирам, те молам тој збор на македонски така, во следниот разговор употребува тој и таа враќа, да се извинувам. Значи, ние се уште се соочуваме со детски болести во областа на истражувањето и употребата на ВИ на македонски јазик. Едно тоа. Второто е тоа што не смееме да се слониме исклучиво и да даваме целосна доверба на вештачката интелигенција, бидејќи некои од тие програми знаат да халуцинираат. И да не однесе во погрешна насока по некој. Да. Добив еден резултат од сите вештачки интелигенции, заглавив со Грок. Грок ми даде сосема спротивни информации, сосема спротивно отидовме во однос на моите барања со Грок, а сите други, да кажем и Чат и OpenAI и сите тие ми дадоа сосема коректен одговор. Јас сватив дека во тој момент таа платформа веќе почна да халуцинира, дека не ми го дава тој резултат и дека треба внимателно да се исчитува, бидејќи таа за да ви удоволи, таа може да ви понуди се. И да ви каже, да ве пофали, меѓутоа нам не ни требаат фалби, нам ни требаат конкретни, точни, фактографски резултати. Работиме со фактографија, секој погрешен термин ни ја анулира нашата научна работа. И зошто тогаш ние би се занимавале со наука ако се ослониме само на вештачката интелигенција? Таа првенствено треба да биде само помошна алатка, а никако главна алатка во изработка на научни трудови и на некакви, во конкретниот случај атласи. Јас тој на студентите ми го кажувам. При изработка на вашиот труд ќе забележам, ќе видам дека изработен во... Да, ве молам, користете го својот сопствен ум, развивајте ги своите критички способности, а вештачката интелигенција нека ви биде само и нека ви дава основни насоки каде би требало да се одржуваат тие истражувања, а никако да се ослоните со целосна доверба на неа. Ги споменавте студентите. Колку тие сакаат да го продолжат она што вие го работите? Јас работам на една специфична област, 19 век, и тоа е најкомплицираниот период во македонската историја воопшто. Не само што е најкомплицираниот, тој
тој најважно, според мене зборувам, најважниот период во историјата на македонското постоење, во историјата на македонскиот народ. Ајде, така. Бидејќи тогаш се случуваат пропаганди на територијата на Македонија, се случува борба за обнова на Охридската архиепископија, значи ние во тоа време немаме ниту една институција која што постои на територијата на Македонија за да може да се залага за македонски јазик, за кодификација, значи за македонска литература, за македонска државност, и сите тие борби почнуваат од тој 19 век, порожба на 19 век или Ненското востание, за македонските работи на Крстен Мисирков, повикувајќи се на тој 19 век ние ја имаме македонската државност во 44 година со првото заседание на АСНУМ. Значи сите правци, како што е поговорката, сите патишта водат кон Рим, така сите правци во нашата книжевност, историја и јазик водат кон 19 век како појдовна точка за наше понатамошно развивање и културен надпревар меѓу народите, нели? Така. На крај од разговорот ви посакаме успешна работа, се разбира изработка на зборник кој ќе биде од особено, се разбира, значење. Меѓутоа, еве кои се следните насоки, чекори после колоквиумот? На колку години се одржува еден ваков стилистички колоквиум? Или е стилистичкиот колоквиум, да, се одржува секоја година, веќе секоја година се одржува, додека пак овие средби што ги имаме во други средби со меѓународниот стилистички комитет знаат да бидат на година, 2, па и 3. Славистичкиот конгрес се одржа минатата година, па потоа ќе се одржи за 4 години во Прага, оно што беше во Париз, па во Прага. Значи, Институтот за македонска литература, и не само Институтот за македонска литература, институтите кои што се занимаваат со национални прашања, да кажеме, јазик, литература, фолклор, историја, старословенска од Прилеп, значи, јас верувам дека одржуваат, прават се што е во нивните можности да ја представат македонската култура, културна историја и македонистика широм светот. Понекогаш бројноста на кадарот не е ограничен, понекогаш ресурсите кои што располагаме во однос на некои други соседни балкански држави ни се пооскудни, меѓутоа верувам дека сето тоа го надополнуваме со ентузијазам. Професор, ви благодариме на разговорот, уште еднаш многу успеси и се разбира до следно видување на некој нов успех и ново дело. Ви благодарам за поканата. Да, ве очекуваме повторно во Македонија наутро.